Нуклеарната енергија денес доаѓа од фисијата, која ја абсорбира енергијата од разделување на атомите. Но тоа разделување предизвикува и радиоактивни нус производи, што може да бидат штетни. Спојувањето на тие атоми во хелиум, како што се случува внатре во Сонцето, не произведува штетни нус производи и може да произведе изобилство чиста енергија. Бен Левит раководи со истражување и развој во американската стартап компанија за фузија ZAP Energy. Фузијата навистина е следниот чекор во развојот на човештвото. Горивото е изобилно и безбедно и без јаглерод и може да не ослободи од границите на копнените извори на енергија. Моќта од фузија денес не е комерцијално исплатлива, бидејќи е потешко да се спојат атомите отколку да се разделат. Делумно тоа е поради екстремната енергија и топлина потребни за да се произведе таа реакција во контролирана средина. Левит го објаснува пристапот со премин од висока струја низ гасна плазма од ионизирани атоми без негативно наелектризирани електрони или позитивно наелектризирани иони. Можете да го замислите како гром. Тој создава собствено магнетно поле, а неговото собствено магнетно поле му дава собствено затворање и го загрева во услови на фузија. Напредокот на компанијата и донесе еден од 8 грантови за развој на одделот за енергија на САД оваа година. Дел од тие средства ќе бидат искористени за изградба на пилот централа за тестирање на технологии за фузија, вели водечкиот координатор на одделот за енергетика и фузија Скот Хсу. Сакаме да најдеме начини навистина да го искористиме тој голем приватен интерес за развој на фузија и да се обидеме да ги намалиме временските рокови. Тоа значи дека сме на пресвртна точка ако навистина се фокусираме на технологијата, инженерските потреби сега, потребите од материјали и мислам дека е можно да се забрза. Можеби во овој момент е повеќе прашање на волја и инвестиција отколку на време. Децениските ветувачки теории за комерцијалната одржливост на фузијата се уште не произведоа успешни технологии, а ниту ЗАП, ниту одделот за енергетика на САД не процениле кога потрошувачите би можеле да ги напојуваат своите домови со енергија на споени атоми. Но кога ќе дојде тој ден, ќе вреди чекањето и трудот, вели Ахмед Диало од Агенцијата за напредни истражувачки проекти, програмски директор за енергија во одделот за енергетика. Денот кога ќе имаме ваква енергија, нема да мора да се грижиме за енергијата. Би сакал луѓето да го сватат тоа. Ќе имаме изобилство на енергија без да сме ограничени само на електрани, а потоа можеме да продолжиме и да се обидеме да ги решиме другите проблеми. Значи, трпението е клучно и сакам луѓето на вистина да го сватат тоа. Со владините грантови, трговската групација на Сдруженијето на индустријата за фузија вели дека сега има повеќе од 6 милиарди долари средства во приватниот сектор за стартапи за фузија.